На редовното годишно собрание на Општинскиот фудбалски сојуз Кочани, кое се одржа на 13 февруари, делегатите го усвоија записникот од претходното редовно годишно собрание, завршна сметка за финансиското работење во 2015 година, како извештајот за работа на претседателот на Општинскиот фудбалски сојуз Кочани Љупчо Папазов. Тоа е редовна тековна работа секоја година што треба да ја имаме. Финансовите извештаи, речеме, документи финансови се веќе доставени како даночен биланс до Управа за јавни приходи, билансот на приходи и расходи исто до Управа за јавни приходи, до Централен регистар, така да ова е само една потврда на целата работа која имаме како Општински фудбалски сојуз. Проблемите ги решаваме теконо ги решаваме. Финансите проблеми кажуваат дека немаме загуба во работењето, дека планираното кое е во буџет, да речеме, за наредна година и расходите, така да имаме некој мал приход кој, да речеме, како видна добивка. Нормално па треба да се платиме и данок, даночни обврски ги исполнуваме редовно. Нас ни е основно да ги исполниме, да речеме, да ги задоволиме потребите на членките, значи пред се клубовите, судиската организација, тренерската организација и да ги задоволиме нивните потреби, нивното тековно работење кое заслужуваат секако внимание, затоа што тие се основните членки, чинители на Општински фудбалски сојуз. На собранието зборуваше Владо Андов, кој ги запозна делегатите со донесените заклучоци на средбата на представниците на Источниот регион со претседателот на ФФМ Илче Ѓоргиевски, која пред 10 дена се одржа во Штип. Работата на годишното собрание ја следеше и представникот на ФФМ Димитар Зизиковски, кој позитивно ја оцени истата и не даде конкретен одговор на поставените прашања за седиштето на регионалниот сојуз, кој заглави во Штип, како и за заборавањето на стадионот Никола Мантов, кога се во прашање инвестиции и средства од ФФМ.